Објектот на компанијата F групација во Трубарево за рециклирање на електронски отпад и пластика има важечка дозвола за отпад издадена од Министерството за животна средина со подпис на тогашната министерка Каја Шукова. Истата издадена во 2021 и со важност до 2031. Во моментот акредитирани лаборатории ја мерат загаденоста на амбиенталниот воздух. Поставени се мерни станици кои во наредните неколку денови ќе дадат конкретни одговори на прашањето за штетноста по здравјето на луѓето, по она што изгоре во магацините, пластика и литиумски батерии. Министерот за животна средина меѓутоа не откри детали околу правичните мерења, ниту пак колкава количина е изгорено, посочувајќи дека таквите анализи се очекуваат во секој момент. Во текот на надзорот беа извршени мерења од акредитирана лабораторија за животна средина Евромак контрол од Скопје и поставен 24 часовен мерач за квалитетот на амбиентниот воздух. Потоа направени се мерења од лабораторијата за животна средина при Министерството за животна средина. На терен беше и посебна единица на АРМ за радиобиолошко и хемиско загадување кој исто така направи мерење. Во текот на денешниот ден, останатата акредитирана лабораторија за животна средина Амбикон при Универзитетот Штип ќе изврши дополнителни последователни мерења во наредните 5 денови со поставување на посебен станичен инструмент. Меѓутоа посочи дека иако не присуствувал на вчерашната вонредна пресконференција, тој бил во постојана координација со управувачкиот комитет, кој го предводи министерот за внатрешни работи. Борбата со огнената стихија траела 15 часови. Брзата интервенција и пожртвуваност на пожарникарите спречиле огнот да зафати 3 до 4 објекти полни со балирана пластика, кој доколку се запалела, последиците би биле двојни. Во гасење на пожарот се вклучиле неколку БТРи, пожарникари од соседните општини, како и хеликоптери на АРМ и МВР, како и еден ер-трактор. Повеќе од половина од отпадот е затрупан со песок. На одредени места чадот во земјата се појавува во вид на гејзер. А добра околност е тоа што вчера густиот чад не паѓаше врз населението, туку се движеше нагоре. Тоа беше важно бидејќи имавме време да го евакуираме населението. Температурата вчера била над 500 степени на околу десетици метри на земјата. Според Стојан Ангелов, невозможно е пожарот да се самозапалил. Според него ова е хибриден напад врз владата, бидејќи во моментот имало неколку пожари истовремено. Веднаш потоа побарав и од пилотот на ер-трактор да полета и да изведи најпрво дали има услови со ер-тракторот, бидејќи се работеше за гранично место на ивица на урбана населба, да действува во насока на одсекување на пожарот, да спречиме негово ширење на соседните објекти, бидејќи да укажам, наш голем успех е тоа што не дозволивме овој исклучително тежок пожар да се прелее на соседните објекти, кои ги има повеќе, вклучително неколку погони од индустријски објекти. Во моментот нема семејство од Трубарево кои доброволно се евакуирале во центарот што е за таа намена, истакна портпаролот на владата, посочувајќи дека пожарот е во нивниот фокус и се прават напори штетите целосно да се санираат.